подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувана заменик министер кој што сте овде присутни, ни го нема министерот. Денеска предлог на закон за Академија за суди и јавни обвинители, што повеќе да кажеме, целата македонска јавност е свесна што се случува веќе 4 години. СДСМ се обидува и го поднесува овој закон овде со европско знаменце. Да почнеме од она што е најактуелно деновиве и денеска најактуелно — Уставот. Уставот предвидува како е поделена власта во државата: законодавна, извршна и судска власт. И судството треба да биде водено од независни и самостојни, затоа што судската власт е независна и самостојна власт по дефиниција. Ова го зборувам за да и биде јасно на јавност. Секој граѓанин во оваа држава има право да биде суден од независни, професионални и стручни судии. Што правите вие со ова право на граѓанинот? Што правите со ова право на граѓанинот, ако знаеме, и сега сакам да зборувам за факти, само за факти, ако знаеме дека, прв факт, основно влезно место за влез и избор на суди и јавни обвинители представува Академијата. Така? Влезна точка, не е спорно. Понатаму, друг орган кој што треба да ја гарантира независноста затоа што избира, унапредува и разрешува суди е Судскиот совет. Погледнете сега што се случува со овие две точки, со овие два момента. Што ни се случува во Судскиот совет, кој што треба да ја избира, унапредува и разрешува, целосен дебакал, за кој што реагиравме овде од говорница кога председателката доставуваше извештаи во која, замислете, сама на себе си предлагаше и си даваше препораки како да постапува, па видовме дека Судскиот совет ви се претвори во театар, ненадминат на медиумските простори, па се обидоа да ги затвараат седниците за последно да гледаме, добро кажа колегата Ефтимов, како бегаат од бродот кој тоне. Меѓутоа, тоа се случува во токму тој орган кој што треба да ја гарантира независноста. А што прави од друга страна Министерството за правда? Министерството за правда влегува во една опасна игра со која се злоупотребува европското знаменце. И знам дека може би и вие ова го слушате како флоскула, злоупотреба на европското знаменце и не го сваќате сериозно, меѓутоа еве за јавноста. Постои правно, институционална и легислативна рамка за усогласувањето на македонското со законодавството на Европската Унија. И тоа е изразено во Националната програма за усогласување на правото на ЕУ, НПАА. Се надевам дека сте запознати. И за неа ќе кажат дека е сеопфатен, стратешки и долгорочен документ. Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија треба, односно декларативно ја следи структурата на Копенхагенските и на Мадридските критериуми. Овде ви се наоѓа и кластерот 1 правосудство и темелни вредности, и дел од него е, замислете, преглед на национални правни акти кои се усогласуваат со правото на ЕУ. Тие документи не се документи кои што ние ги измисливме, ваши документи, јавно објавени. Што пишува под полето Министерство за правда? Дали знаете кои закони ви се под полето кај Министерство на правда кои што треба да бидат усогласени со легислативата на Европската Унија? Закон за изменување и дополнување на Законот за кривична постапка, и тоа се однесува на притворот, усогласување на условите за притвор и усогласување на Законот за измени и дополнување на Изборниот законник, за да ги дофатиме, достигнеме европските принципи. Каде ви се наоѓаше на вас предлог закон за изменување и дополнување на Академијата за суди и јавни обвинители? Ќе ми одговорите? Или ќе признаете дека немате добра соработка со вице-премиерот за европски прашања? Или ќе признаете дека водите министерство кое што нема удел во стратешките документи? Или ќе признаете дека сте министерство кое што има во интерес само нечии коалициони интереси?
Меѓутоа, знаете како велат, многу бабици, судството корумпирано. И вие сте една од тие почитувана. Да дојдете во Македонското собрание на предлог закон со европско знаменце, кој што не ви усогласен со националната програма за усогласување и кој што не ви се наоѓа во прегледот на национални правни акти кои се усогласуваат, а пишува дека се усогласуваат секоја година со анекс. Дали предложивте вие таков анекс? Или вие немате чувство за стратешките документи и стратешките интереси, затоа што имате само една мисла, а таа мисла е евидентна и реков ке зборувам само со факти, а тоа е дискреционо да влијаете на влезната точка онаму каде што влегуваат новите суди и јавни обвинители. И некој ке праша каде го видовме. Ајде да ја оставиме злоупотребата. Факт, и тоа јасно ви го кажа моите колеги, дека член и заменик член во приемната комисија се номинира од министерот за правда од редот на државни службеници. Па како го толкувате вие уставот, а знаеме дека за вас од СДСМ и од ДУИ уставот не представува ништо, представува само паричка за задоволување на коалициони интереси. Како вие го толкувате обврската од уставот дека на секој граѓанин треба да му се гарантира правото да биде суден од независни, самостојни, непристрасни судови, кога вашиот новопечен министер Кренар Лога се замислува дека ќе може да има влијание во оние кои ќе бидат суди и јавно обвинители? Како предлагате државни службеници кои што се именувани од министерот да составуваат писмени прашања, да составуваат усмени прашања за некој кој што се занимава и адвокат или кој што е стручен судски или јавно обвинителски службеник? Како го планирате тоа? А реков дека ќе зборуваме за факти. Има и уште еден факт. Факт е дека според постојното законско решение прашањата за усмениот испит се извлекуваат електронски, а според вашиот предлог комисијата има дискреционо право да одлучува кои прашања ќе ги поставува. И колегите добро ви укажаа дека вашиот министер именува и член и заменик член и во програмскиот совет кој што ќе има практично увид и во прашањата, и во програмите, и во темите, односно се обидувате целосно да влијаете на влезната точка, затоа што, веќе го споменав, судскиот совет кој што треба да ја гарантира независноста, успеавте да го искомпромитирате до тој степен што станавте за подсмев на целата јавност. Веќе мислам дека не станува збор ни за оние 3% доверба или 97% недоверба. Сега, јас еднаш на шала реков, тие тројца кои што ги прашале биле некои функционери на СДСМ и на ДУИ, па затоа рекле дека веруваат во судството. Меѓутоа сега и вас, ако ве прашаат, и вие треба да се смеете на она што го направивте, затоа што единствено вие останавте да се смеете, другите 97% плачат, затоа што немаат ни фер, немаат ни независно судство, немаат ниту равноправен пристап до судовите кои што работат единствено во ваша корист. И тоа го видовме вчера, завчера со пресудата за модуларната болница, во кој што, замислете, македонското судство за еден таков траурен и трагичен настан најде за сходно да пресуди дека виновен е само кабелот. Абстракција. Кога станува збор за одговорност, секогаш успевате да абстрахирате, а секогаш знаете поединечно и да работите со имиња и со личности кога станува збор за делење на функции. Овој предлог закон за Академија суди и јавни обвинители е срам за Министерството за правда и е ваш срам затоа што не ви е усогласен, не се наоѓа во листата на акти кои што се усогласуваат, затоа што се обидува да внесе дискрециони елементи со што ќе го зголеми вашето влијание врз судството. Меѓутоа, токму
овие постапки се оние кои што ја турна и вашата коалиција на истиот процент на доверба како и судството. Погледнете ги анкетите, народот не ве сака, прашање на деновие, кога ќе си одите и кога ќе одговарате за овие злоупотреби, особено на европското знаменце. Благодарам.